Јас сум Слободан Томич. Ќе бидам со вас секој четврток од 17 и сабота од 11 до 12 часот на радио Слободна Македонија. Да го слушнеме и вашиот глас од Народниот парламент, гласот на народот, на радио Слободна Македонија. Како стојат работите во однос на Македонија од аспект на меѓународното право и во прашањето во врска со дали е потребно во Македонија да има нови парламентарни избори. Од аспект на меѓународното право за Македонија е јасна ситуацијата. Во овие 25 години можеби Македонија е земја врз која најмногу се прекршувале меѓународно важечки меѓународно правни норми, бидејќи ако тргнеме од највисокиот правен акт на Обединетите нации, Повелбата на Обединетите нации, таму јасно е запишано дека нациите без разлика дали се мали или големи, тие се еднакви. Исто така таму јасно е запишана обврска за сите членки на Обединетите нации дека се должни да го одржуваат меѓународниот мир, безбедноста, да развиваат пријателски односи помеѓу државите и нациите, да се почитуваат равноправноста. Значи се тоа кои начела кои што се во функција да го обезбедат меѓународниот мир и безбедноста. Меѓутоа, ние сега тука на дело имаме флагрантно прекршување на тие меѓународно правно признати правила од една соседна држава, како што е Албанија, која што е членка на Обединетите нации, и Косово, новосоздадената држава која не е членка на Обединетите нации. Меѓутоа, тука важно да се напомене дека правилата на запишани во повелбата кои се однесуваат на меѓународниот мир и безбедноста важат како за членките, така и за нечленките на Обединетите нации. Оттука овие две земји, Албанија и Косово, значи флагрантно го прекршија меѓународното право со нивните отворени закани према Македонија, бидејќи нивните највисоки државни представници пред известно време премиерот на Албанија и председателот на Косово јасно даде до знаење дека ако не се прифати се албанската платформа, Македонија нема да постои. Тоа, ако се толкува така во еден меѓународно правен контекст, тука можеби тие отворени закани јасно упатуваат и на одредена војна према Македонија. И тоа е така една голема, мора да изразиме една длабока загриженост и силно да ја осудиме таа вклученост на Албанија и Косово во донесувањето на таа платформа и не случајно гледаме масовни протести секој ден од граѓаните на Македонија, бидејќи таа платформа повикува да не заборавиме на редефинирање на уставниот поредок. И од тука сега, значи, со таквите изјави на највисоките државни представници на Албанија и Косово спрема македонскиот суверенитет и интегритет, како што спомнав, значи, може да се смета за загрозување на меѓународниот мир и безбедноста. Од тука можеби Македонија треба да размислува, можеби е созрян услов од Македонија како земја членка на Обединетите нации во согласно со своето меѓународно правно признато право да се обрати до Советот за безбедност на Обединетите нации, да му обрне внимание за овие загрозувачки активности на Албанија и на Косово по мирот и безбедноста, бидејќи Советот за безбедност е орган на Обединетите нации чија примарна надлежност според повелбата на Обединетите нации е меѓународниот мир и безбедноста. Од тука сега, значи, паралелно со овие меѓународно правни механизми што стојат на Македонија да алармира меѓународната заедница, ние мораме во земјата последно нашите најголеми партии најпосле да седнат, да се договорат и да усвојат еден национален документ за виталните национални и државни интереси во кои што никој нема да чепка без оглед кој ќе победува на избори. И од тука сега јавноста е сведок дека веќе 2 месеци наназад се врти во јавноста таа неофицијално таа сеалбанска платформа, елементите од таа платформа, меѓутоа вчера видовме на отворена сцена беше официализиран тој документ во Собранието на Република Македонија. Тој стана веќе официјален документ, беше прочитан и од тука сега единствено македонските партии треба да го дадат одговорот на таа ново настаната состојба, кога веќе народот го даде одговорот, сега останува македонските политички партии да го следат народот, собствениот народ и без компромисот да ја осудат таа платформа и јавно на отворена сцена да се обврзат према Македонија и македонците дека таа платформа нема значење, нема никакво важење, нема никаква важност за македонските политички партии, едноставно да ја отфрлат и на тој начин да го обезбедиме останокот и просперитетот на народот и државата. И сега што се однесува за вториот дел на прашањето, јас тука само ќе кажам дека го делам мислењето на тие структури во јавноста, било поединци партии кои што
сметат дека најизгледно решение за излез од актуелната криза во која е заглавена земјата веќе повеќе од 2 години е токму распишувањето на нови избори во земјата, кога веќе сега имаме прилично јасна ситуација, чиста ситуација, која политичка провиненција, која партија за што се залага, сега коректно е и честно е да излеземе пред народот, да му ги понудиме своите гледања, па народот нека одлучи. Така. Професор, благодарам многу што бевте гостин во Гласот на народот и ви посакам добро здравје и успех во работата. Ве очекувам наскоро на нашата тркалезна маса. Јас сум Слободан Томич. Ќе видам со вас секој четврток од 17 и сабота од 11 до 12 часот на радио Слободна Македонија. Да го слушнеме и вашиот глас во Народниот парламент, Гласот на народот, на радио Слободна Македонија.